Определувањето на цената на струјата дефинитивно ќе биде политичка одлука, дециде на енергетскиот аналитичар Константин Димитров. Тој вели дека производната цена на државните електрани е многу повисока од онаа што вчера ја понуди ЕСМ на тендерот на Евана Хоум. Смета дека надлежните не се доволно транспарентни и не ја информираат јавноста за сите аспекти од енергетскиот сектор. Тврди дека владата, како и во изминатите години, ќе мора да реагира за да го зачува социјалниот мир, да го заштити стандардот на населението и за власта најважното да ги задржи гласачите. За граѓаните да имаат ниска цена на струјата, задолжувањата ќе биле преголеми. Апсолутно е политичка одлука, нема дали ќе биде. Не е нити економска, нити финансиски оправдана. Политичка одлука, борба за гласови, за преживување. Рачунаат на гласачката маса на потрошувачите на електрична енергија, а стопанството го уништува. Што сега да понадобро? Тоа е јасно, се гледа од авион, би рекле. Уништување на стопанство. Вчера АДСМ понуди за 16% повисока цена на струјата на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Сегашната цена од 48 евра за мегават час се зголемува на 56 евра. Ова била и единствената понуда на тендерот. ЕСМ се обврзал да покрие 100% од потребите за првите 6 месеци од 2023 година. Затоа пак државните електрани понудиле пониска цена, односно 110 евра за мегават час, наместо досегашните 143 евра за потребите за технички загуби во системот на електродистрибуција. Наредната недела ќе се знае и каков ќе биде исходот на тендерот распишан од преносниот оператор МЕПСО. Димитров вели дека сумата која се пресметува по основ на загуби е преголема за македонскиот енергетски систем. Во загубите има голема сума, вика ако се неколку такви трансформатори што работат неквалитетно како во Рачиново, таа сума што се дава за загуби е превисока, така? Конечната цена која граѓаните ќе ја плаќаат од 1 јануари ќе се знае кон крајот на месецов. Регулаторната комисија за енергетика треба да ги направи крајните пресметки и да ја соопшти цената. Одлуката најмногу ќе зависи од понудената цена на државните електрани, но и од цената на преносниот оператор МЕПСО, цената на операторот на пазар на електрична енергија МЕМО, како и цената на дистрибутивниот систем оператор Електродистрибуција. Премиерот Ковачевски не даде одговор дали владата ќе реши да го амортизира ударот кој би можел да падне врз граѓаните. Надлежните изминатите неколку недели упорно ја уверуваа јавноста дека ценовен шок ќе нема. Напротив, оние што најмалку трошат ќе плаќале исто, а другите повеќе. Она што со сигурно се знае дека сметките ќе бидат посолени, бидејќи данокот на додадена вредност за струјата се зголемува од 5 на 10% по нова година.